Почитувани сограѓани, пред една година ја презедов одговорноста да го водам Министерството за здравство. Не беше лесен период, ниту систем во кој што проблемите можат да се решат преку ноќ. Здравството е еден од најсложените и најчувствителните системи во државата. Систем во кој секоја слабост ја чувствуваат пациентите. Секоја одлука има човечка тежина, а секое одложување значи изгубено време за некого кого му е потребно грижа. Во оваа една година не сакавме да создадеме впечаток дека се реша. Напротив, тргнавме од вистината. Здравството има наследени слабости: недоволна организација, неравномерна достапност на услугите, недостиг на кадар, застарена инфраструктура и систем кој премногу долго функционирал со хартија, бил фрагментиран со податоци и недоволно предвидлив здравствен систем. Затоа, целта не беше да ги прикриваме проблемите, туку да почнеме да ги решаваме проблемите систематски. Во изминатата година поставивме нова насока во здравството. Здравствен систем што планира, што мери, што дигитализира и што одговара. Започнавме процес на дигитална трансформација на здравството. Пациентите не треба да се движат со папки, со извештаи со седења од една во друга институција. Податоците треба да го следат пациентот, а системот треба да му помогне на лекарот да донесе побрза и побезбедна лекарска одлука. Воведовме транспарентни листи на чекање, затоа што фер пристапот до здравствените услуги е основа на довербата. Започнавме со телемедицина во Дебар и во Делчево, затоа што специјалистичкото знаење мора да стигне поблиску до сите граѓани, а особено во регионите каде што пациентите најмногу чувствуваат товар на патување до Скопје. Паралелно работиме на инфраструктурата. Здравството не може да биде силно ако целата тежина на здравството е концентрирано во главниот град. Затоа, регионализацијата е една од нашите најважни политики. Инвестициите во Штип, во Тетово, во Кичево, во Струмица, Битола и другите здравствени центри се начин пациентите да добиваат услуги поблиску до местото каде што тие живеат. Набавката на 100 нови амбулантни возила, реконструкциите на операционите сали и зајакнувањето на регионалните болници се дел од истиот пристап кој води кон здравствен систем што е подобар, подостапен и порамномерен развиен низ целата држава. Посебно внимание посветуваме и на здравствените работници. Ниту еден апарат, ниту една сала, ниту една дигитална платформа не вреди без луѓето што секој ден го носат системот. Затоа, работиме на подобра кадровско планирање на системи, нови програми за специализација и за субспециализација, за јакната практична обука и подобро вреднување на трудот на здравствените работници. Здравствениот систем мора да ги задржи, мотивира и поддржи сите луѓе. Оваа година креираме и важни јавноздравствени политики. Предлог законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи е еден главен чекор кон поздрав јавен простор, заштита на децата, непушачите и вработените. Тоа не е закон против некого, тоа е закон за здравјето на граѓаните на нашата држава. Работиме на чувствителни теми, како што се онкологија, органодарителство, трансплантација, третман на дебелината кај децата, кризни протоколи, теми кои барат човечност, институционална одговорност и континуитет. Здравството мора да биде систем што не реагира само кога настануваат кризи, туку систем што учи, се подготвува и превенира. По една година, мојата оценка е дека не сме на крајот на реформата. Ние сме на нејзината најважна фаза, во која системот почнува да се поставува на нови основи. Имаме уште многу работа, но денес знаеме појасно каде одиме. А тоа е кон здравство што е дигитално поврзано, кадровски планирано, инфраструктурно зајакнато, регионално порамномерно и насочено кон пациентите во нашата држава. Здравството се развива со одлуки, со работа, со податоци, со луѓе и со лична одговорност. Продолжуваме.